што се случи со законот за НЛО, што се најавуваше минатата година. Како што најавувавме, законот се донесе, но претходно тој беше значително изменет. Лидерот на мнозинството во Сенатот, Чак Шумер, и сенаторот Майк Раунс го предложија законот во кој 26 пати беше напишан терминот нечовечка интелигенција. Законот предвидуваше сите тајни воени и комерцијални програми за обратен инженеринг на вселенски летала да имаат неколку месеци имунитет, сами да се откријат пред Конгресот и да им ги дадат сите информации со цел да не бидат кривично гонети. Законот предвидуваше сите информации што војската ги има да поминат низ комисија чии членови ќе ги одреди директно председателот на САД и потоа да бидат објавени. Шумер и Раунс велеа дека нивниот предлог закон е направен по моделот на законот од 1992 година, што доведе до обелоденување на записите за убиството на председателот Џорџ Ф. Кенеди. Во оригиналниот текст на законот се наведуваше дека председателот на Америка ќе има 90 дена да назначи одбор за ревизија од 9 лица одговорен за истражување на секој документ за неидентификувани летечки објекти кој треба да биде објавен. Законот исто така налагаше владата на САД да може да ги одземе, односно да ги национализира сите нечовечки технологии што ќе ги открие, а кои претходно нема да бидат пријавени на Конгресот дека постојат. Законот предвидуваше и војската да направи, цитирам, план за контролирано објавување на вистината. Иако е донесен, многу малку од ова сега е содржано во него, односно тој е значително разреден, откако тоа го излобираа конгресмени кои се финансирани од приватни воени контрактори и под силно влијание на разузнавачката заедница. Со други зборови, иако законот е чекор напред кон објавување на вистината, сепак неговото разредување покажува колку силна е волјата на одредени кругови во војската и разузнавачката заедница да не се објавува вистината. Своето разочарување од ваквиот исход го искажаа и предлагачите. Чак Шумер изрази загриженост поради недостатокот на транспарентност за неидентификувани летечки објекти кои сега војската и владата ги нарекува неидентификувани аномални феномени. Тој изјави дека веродостојни извори укажале дека ваквите информации се кријат од Конгресот, што потенцијално ги прекршува законите. Владата на Соединетите Американски држави собра многу информации за неидентификувани аномални феномени во текот на многу децении, но одби да ги сподели со американскиот народ. Тоа е погрешно и дополнително раѓа недоверба, рече Шумер. Ние исто така бевме известени од повеќе веродостојни извори дека информациите за неидентификувани аномални феномени исто така се кријат од Конгресот, што ако е точно е кршење на законите кои бараат целосно известување до законодавната гранка, особено ако се однесува на лидерот на Комитетот за одбрана и Комитетот за разузнавање. Сега декласификацијата на документите за неидентификуваните аномални феномени во голема мера ќе биде доделена на истите ентитети кои го блокираа и заматуваа нивното откривање со децении. За прв пат Националниот архив ќе собере записи од целата федерална влада за овој феномен и ќе има законски мандат да ги објави тие записи во јавноста доколку е соодветно, рече Шумер. Шумер изрази посветеност да продолжи да работи на ова прашање и ги охрабри колегите да се приклучат во понатамошната истрага и во креирањето на законодавствата. Ке продолжиме да работиме. Сакам да го уберам американскиот народ. Сенаторот Раунс и јас ке продолжиме да работиме на промена на статус-квото, рече Шумер. На едната страна се свиркачите и поранешните високи разузнавачки офицери кои тврдат дека знаеле за тајни програми за обратен инженеринг на вселенска технологија и кои ги убедиле пратениците да ги поддржат, а на другата страна според некои уфолози е одбранбената компанија Lockheed Martin вредна 112 милиарди долари и двајца мокни републиканци во представничкиот дом кои имаат донации од оваа компанија. Председателот на Комисијата за разузнавање на представничкиот дом Майк Тарнер и председателот на Комитетот за вооружени служби на представничкиот дом Майк Роџерс. Активистите за НЛО ги обвинуваат конгресмените Майк Тарнер и Майк Роџерс, кои се финансирани од големата одбранбена компанија Lockheed Martin за разредувањето на законот за НЛО. Во оригиналната верзија на законот
очигледни беа референците за вонземски тела и технологија. Тоа беше навистина шокантно. Но сепак борбата за објавување на вистината продолжува. Според уфолозите, она што следува може би е така нареченото катастрофално објавување или catastrophic disclosure, што значи неконтролирано објавување на вистината. А што е тоа? Тоа е излегување на сите воени и разузнавачки чиновници кои имаат информации за феноменот во јавноста и практично да го направат она што го направи декорираниот доскорешен разузнавач Девид Граш. Тој јавно во интервју на телевизијата News Nation во јуни 23-та кажа дека САД имаат програми за обратен инженеринг на вонземски летала, имаат такви летала и дошле во контакт со нивните пилоти. Истите тврдења подоцна ги повтори и пред конгресмените на јавно сослушување под заклетва. Истите тие тврдења претходно ги изнесе и пред генералниот инспектор за разузнавање на САД. Потоа таа институција ги истражи неговите тврдења и го извести Конгресот дека тврдењата на Граш се, цитирам, кредибилни. Граш најави дека знае десетици такви лица кои се високо кредибилни и кои потенцијално би можеле да бидат свиркачи како него. Во меѓувреме продолжуваат брифирањата зад затворени врати на сите конгресмени. Свиркачи како Граш ги брифираат конгресмените, но само оние кои имаат сертификати за класификација. Таквите брифинзи се одвиваат веќе неколку години и многу помогнаа за едукација на конгресмените и сенаторите, па затоа и тие се толку вклучени во целиот процес. Овие брифинзи не се никаква гласина, туку апсолутен факт, бидејќи тоа го потврдуваат и самите конгресмени и сенатори, иако не смеат јавно да кажуваат што точно дознале на тие брифинзи.